Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симоншевци. Боските на Иван и на Афродита, на огридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна најкодна. Запишувањето е спас од заборавот. Да ги осветлиме корените, без корени нема стебло, нема гранки, нема лисија, нема плод. Вака запишала госпоѓа Вера Митеска, автор на книгата Охридската фамилија мишеви. Во Охрид, помеѓу постарите попознати охридски фамилии е и семејството мишеви. Повеќето луѓе сакаат да го знаат своето потекло, кои се и од каде се, кои се нивни роднини. Тоа било случај и со охриѓанката Вера Митеска, која потекнува од семејството мишеви. Огромна била нејзината желба да ги пронајде своите корени уште од детските години, инспирирана од прикажувањата на баба Иленка. Недостатокот од архивски податоци за потеклото на семејството не биле пречка да ја исполни својата дамнешна желба. Трагајки по корените, читала литература и наишла на факти кои дали нови сознанија за потеклото на мишеви. Дознала дотогаш непознати податоци поврзани со прадедото Мишо, за семејната куќа на Мишевци која некогаш била во паркот наспроти денешниот рибен ресторан, за синовите и стриковците кои потекнували од оваа фамилија. Како плод на таа потрага настанала и незината книга Охридската фамилија мишеви. Со тоа добиваме една семејна слика која опфаќа скоро 2 века. Дознаваме податоци не само за семејството, туку и за градскиот живот во Охрид, за фамилиарните односи, обичаите, традицијата. Вера Митеска ведро ги открива своите мотиви за да ја напише книгата за своето семејство. Разговорот го почнуваме со нејзините првични оскудни сознанија кои ги имала. На почетокот започнала со запишување на податоци за своите предци, кои ги имала слушано од баба Иленка. Уште ученици бевме, имаше и други мишеви во младината, така во децата. И јас ќе опитвев дома, дали сме ние роднини со овие луѓе? Не сме. Ај со другите не сме. А тие идеја од Тушемиште, Љубаништа до Трпејца и од Трпејца постепено си се пригладија кон градот. Ај велам, овие знаат од каде се, ние не знаеме од каде сме. И тука мој остана умот, како ќе се јас изнајдам со овие мој корени, што ги викам. Ама ето, имав късмет. Најпосле, јас знаеш како направив? Напишав книгава, а корени немам. Абе, ова личи на тиква без корен, му велам, јас ова ништо не е. После испадна една прилика да ја најдам преку Огненовци книгата од Михаил Огненов. Неговата баба е од фамилијата Мишеви. А татко му и дедо ми први брачеди, многу блиски. И ја добив книгата, не само што ја добив, ја пресликав и ја прочитав целата. На еден пасос тамо пишуваше: мојата баба произлегува од фамилијата Мишеви. Ако немате интерес, и ништо не ке знаат. Ако имате интерес, може да ке разбери човек. Ќе видам, имам уште малу време за тие работи. Ама откога ги пронајдов сите тие неколку податоци за дека оттамо ни се корените, веќе немаше што да се сумњам поќе во вистината. Желбата книгата да биде подкрепена со факти за семејните корени ја довеле до нови откровенија. Љубопитноста и потрагата по корените ја отвориле нова врата.
Таа нашла податоци за прадедото Мишо, руски козак, кој животната судбина го донесла во Охрид на почетокот од 19 век. Фамилијата Мишеви е створена од еден руски робијаш кој го донесол Джеладинбек овде. 1812 година руско-турската војна, бидејќи Наполеон ја нападнал Русија и ја прекинале со турците војната. И тој го донесол еден робијаш кој се викал Миша. Тој овдека го клал да се занимават со којните, а после станал на Джеладин Беговица кочијаш. Што викаме сега таксисти. И така, многу бил приступачен, го засакала околината. Весел, играл, казачок играл, пеел, новие му било свето интересно, а и од чашата си бил малку. И така ето створил фамилии. А јас кој читав фамилијата од Кузман Шапкарев, и јас најдов, се олка книга е вака, ко гледам, вака пишит. Фанија, сестра на Кузман Шапкарев, омажена за Димитрија, син на кочијаш Миша на Джеладин Беговица. Како реков отма, без да се надевам, си најдов јас овде уште еден доказ. И Бога ми така, тога доста се расположив и се реков книгава ќе биде нешто посаглам. И на тој начин, ето веќе имав два податоци. Имав и уште нешто, ко бевме Бугарија од тие Огненови, имаја ќерка археолог која беше чувена во Софија и та истото ни го потврди за кочијашот Миша, дека од него произлегуваме. Вера направила родослов на семејството Мишеви, од кој се гледа дека синови на Миша биле Јонче и Димитрија. Низиниот дедо бил Јонче, син на Наум, еден од внуците на Миша, раскажува за своите предци Митеска. Од тој Мишо ние, ето прочитав, имале Димитар. Другиот Климе, по годините кога го споредивме, не Климе, туку Јонче се викал. И сега имаме Миша, Јонче, после идат Наум. Тој Наум, пошто бил еден и една сестра, само тој имал поќе деца. Тоница му била сестра. Тој имат Анастас, Ристо, Јонче. Имат кирка Флора и кирка Марица. Во Романија се мажиле Марица и уште една друга, а Флора е во Бугарија. Таква многудетна фамилија. Еден од потомците мои е дедото Јонче. Тој долги години бил Романија, печалел таму и кој дошол е видел Ленка, е засакал и се женале. Тие имаја 5 машки деца. И после идат Јонче, Климе, од браќа се рачунат, знаеш ти како е работа, пак Јонче, брат ми, па Стифимет, па Филип. Ево колку поколенија. Јонче и Ленка Мишеви, пак бабата и дедото на Вера, имале 5 синови – Климе, Наум, Славе, Крсто, Драго. Незиниот татко Климе бил роден во 1899 година во Охрид. Татко ми работеше цел живот во општина Климе Мише. Работеше во општина и така беше доста популарен во градов. Ами во тоа време човек да земате на плата не беше мала работа. Имаше сиромашчија, па и ние сме биле средно имушна фамилија. Цел живот водат борба за екзистенција, да преживеат и така. Тие немале тога пред мене генерациите, немале тие пари да школуваат деца надвор, тоа го правеа само некои богати фамилии. Ќе фатат некој занает, ќе го изучат и слободно после ќе си живеат скромно. Во
кажувањата Вера се навраќа во спомените за баба и по таткова линија Ленка Мишева, родена Зимбова, која одиграла големо влијание врз нејзиното воспитување и развој. Баба ми знаеше некои работи, ама ова дека од тој Миша произлегуваме не знаеше. А иначе баба ми беше една многу интелигентна жена. Таја читаше Библија, на Тито му пушчаше честитки секоја година и велеше ова убајна не била никој пат. И така турски знаеше да зборуват, знаеше со секого да се справит. Беше баба ми од Зимбовци. Тие произлегуваат од Албанија, не било Албанија тога во турското, али самата област се викат Мати и река Мати имат и тие баба ми од томо е. Си дошле, мало момиче била тако се доселиле овдека во Месокастро. А иначе сите што се матиловци се дојдени од тамо, од тој регион на сегашна Албанија. Матиловци, Мати. И тие се викале Матиловци порано. Ама имале една баба Зимба и таја доста сакала и по комши да ојти да ја дојдет и така била многу комуникативна, како и сите зимбовци. И ќе речеле, ај ќојме до кај Зимба, ај дојде Зимбојца дојде, ај ќојме до Зимба и му останало името и го презеле како презиме. Ето тие од Зимбовци. Иначе баба ми го имаше Ило, само едини внук ја беше тој, немаше никакви други роднини. И така, па Васил испадна да се занимават со комитлакот, не дома го немаше никој пат. И така, ама тој многу несреќно погина. Господја Вера споделува една необична животна случка која говори за големата човештина на баба и дедои. Дошол ванот маж и жена, тоа било, сега да не сгрешам која година, кога бугарите ги протеруват србите. Тие биле српски државјани и момичево болно. Тие рекле на баба ми, поседале неколку дена, виделе дека женава е саглам. Ова момиче ќе го ставиме. Ако имат живот, нека живит, ќе се вратиме да го земиме, ако не, ќе го погребаш. Баба ми се опитала со мажов што да правиме, за ние 5 машки имаме. Па сега викат, ќе го задржиме, немаме друго чаре. Го зела баба ми на раце малото момиче и го носи, 3 годишно било. Го носи кај Левко Огненов, што му е татко на овај Михаил Огненов. Тој доктор бил, тој му бил куќен лекар и на кралот на Албанија Зогу. Тога во Албанија имало голема маларија. Тоа било епидемија, умирале и луѓе и чаре немало. Тога докторот Левко бил земен таму и некако нашле спас со лекови. А ова момиче го чувала, баба ми го носела вамо тамо, оздравело. И то све по доктор Левко. Тој кој видел каква е ситуацијата, рекол, јас ке се ангажирам за ова девојче. И оздравело девојчево, си пораснало уште 3-4 години и баба ми се викат 5 машки деца имам, ке ми направат овие некоја беля со момичево. И го дала кај доктор Левко момичето и тие имале толкава ќерка. Та поодрасна, колку поодрасна тамо и после и низ куќи им служела така малку. И се мажила во Битоля, пошто доктор Левко од Албанија дошол во Битоля и од Битоля заминаа за Бугарија и не се вратија полку. Та живеела во Битоля и овие не знаат. Тој не е бил татко, туку е бил брат, што ја остаде. Брат и сна. Зашто имала мајка му поќе деца, се премажила, ова не го сакале и тој го задржал, а тие немале деца. Таја во Битола се омажила за еден што имал рибарница Бакал. И кога дошол тој брат, ова сната да ја барат, братот умрел, прво ошол онде кај што беше куќата од Мишевци, во ствари кај споменикот од Свети Наум.
Ги опитви во рибарницата, му велит каде се мишеви, не живеат веќе тука, ево гледаш куќите се разурнати. 15-та година му ги урнале куќите. И овој рекол, па како бе така, ај ошол во рибарницава, му велит, ами ние остадовме едно момиче тука. Оствари таа жената. Момичето тие го зедоја. Сега момичето е мажено во Битоле кај бакаловци. Како бе, ами јас сум бакал, рекол рибарот. Па за мој брат е важено то момиче. Елена се викаше, завика Еленче и ето така. Тога то се ценеше, баба ми велеше човек без човешчина е ајван. Така викаше стално. А човешчина и политика што го викаја старите, то беше добриот однос. Некогаш семејната куќа на Мишевци била во паркот наспроти денешниот рибен ресторан, но по рушењето на семејната куќа браќата Мишеви добиле нови локации за да изградат куќи. Јонче, дедото на Вера, направил куќа во Охридската мала крстџамија. Таа се навраќа на убавите спомени од безгрижните детски денови. Да, крстџамија кој живеевме, тука бевме и стриковците, и стрините, и децата, и една софра голема округла, големите тука ќе ручат и една помала софра за децата. Многу беше интересно. Па имавме една стрина паса, таја имавме и лозја. Па ќе направеше едно буре помало со благо пресечено вино. Кои ќе пијаја тие вино од бочката, нас од ова ќе ни донесеја. И така под будно око на баба ми доста убо се развиваја сите. Овие по две имаја сите. На Битола стрикото, едниот стрико во Битола имаше 3. Нашиве имаја, татко ми, мајка ми 4, така да се собраја коđа. Во сеќавањето, кај оваа охриѓанка трајно се врежани моменти од нејзиното детство. Многу голема слобода во играјнето имаше. Она полјаната, кај што е сега турскана осмолетка и некои дуќани имат, то беше само полјана со трева. И ние станвејне, поручвејне и во полјаната. А баба ми на портата ке стоит и едно од млучината ке си го држит в раце и ќе не гледат. Ми ние во детството до Чинарон не сме иделе, камоли до езеро да доиме. Само на водици ќе не донесеја до езеро. Ко бевме мали ептен. Така, до 10-12 години, после веќе си фативме ни редој. Така беше убаво, беше скромно. Какво млеко ќе ти донеселе. Баба ми еднаш неделно машченца ќе купеше, ајде на сите по една попара и се стори промена. Убаво. Не се знаеше тога ни струја, ни водовод, ништо. Пишувајќи за Мишеви, таа пишува и за други фамилии од кои потекнувале снаите, омажени во ова семејство. Покрај за семејството Зимбови, пишува и за охридската фамилија Автовци, од каде потекнувала нејзината мајка Цвета. Да, мајка ми е по потекло од фамилијата Автови. А какво чудо, во Македонија нема друга фамилија со потекло Автови. Толку трагам да пронајдам шо е то, шо се, или е странски збор, или не знам, не можам да најдам досега ништо. Една е фамилијата Автови. Овде и што се раселија вамо-тамо повозрасните. Зашто ние Мишевци имаме роднини во Струга, во Битола, во Скопје, во Кавадарци, во Белград. Не можам да најдам име во откај го влечиме. Немат не останаа многу од Автовци, затоа што вујко ми имаше едно машко дете, то почина на 15 години од леукемија. Имаше ќерка и та беше многу тежок инвалид и та почина и од тука немат кој да продолжит името. Автови.
тие од Каневос и се поголема фамилија. Тие имаја појќе синој, 3-4 синој и ќерка имаја. Книгата не е само приказ за потеклото и предците на семејството Мишеви, туку во неа се поместени податоци за животот во некогашен Охрид. Вера се навраќа на животот во некогашен Варош, старото градско јадро. Па ова слика, ова книга испадна историја на Мишевци, ама историја и на градот. Зашто јас све имам пишано и како живееја, поготово во Варошаните. Вода немаја, мајка ми кажеше, од Бакаломов мост полневме вода за да мијаме дома, да периме, а во лето на езеро. А со крбли во тоа време се продавало вода за пиење. Што оскудни работи, чудо. Вера прави паралела за животот во Охрид некогаш и денес. Немој да се сравниш. Во шо ќе го сравниш? Али во светлина, али во водовод, али во купатила, али во шо, во све. Да земет вода од езеро за да се капет во зима, да се искапет луѓе во чисти, да се да перет. Тешко, а мајка ми останала без мајка на 17 години. А понезе имат Павле, Трае, Ристо, Вскре, ова најстарата. Ама после 2 години ита се мажила. Ова најмалата со си мајка ми ошла кај Мишевци, кој ита да е тамо. Седала што седала и ја прибрале после. Мала, не знај, 3 години била. Такви работи имаме во фамилијава. Изгубена е човешчината, што велат Охријани, човешчина. Изгубени се многу работи од родбинството. Кај нас ќе дојде жените, мајката со 2 ќерки ќе дојдат кај џамија и отма ќе направат питулици, ќе се име муабет и кажвет, се изборвет за минатото, за ова, за она, за случките во градот. Немат сега, немат таква. Немат зашто не е толку едноставно да ти дојд некој, требиш да ставиш маса, да ова, да она, а секој пат немаш такви работи дома. Поготово младиве сега, иначе нашето помина. Изгубени се многу работи, ама... На книгата Вера работила 15 години. На прашањето дали било тешко, го цитира Његош. Јас толку години работав, зашто имав и многу прекини, кој ќе остам и веќе, а онда имам еден олкав топ, што запишија, препишија, па пак разбери нешто, па пак препишија, ама и оставав многу години, зашто јас децава од син ми овдека ги растев. Сега имаме ние фамилија од 17 души, од мене и од гоцета. Јас не можев да се посветам само на книгава. Ама умот тука ти е некако кој ќе почнеш ваква работа. И така, тоа е се што да правиме, ето за сите напишавме. Многу треба да имаме, па само, доскоро само од баба Милинка и дедо ми Јонче преку 100 бевме. Сега треба да се преброи, не ми текнало. Син ми ќе го ангажирам, нека пребројуват. А ко почна првото куцајне, сиве внуци, ај сега јас ке покуцам малу, ајде Ѓорги малу да покуца, ај са невестата, сега ни е невеста, девојка му беше, сега ќе видиш побрзо од тебе ќе куцам. И така си се такмиче, а мене убо ми идаше да ми се заврши работата. Абе, како рекол Његош, без мака се сабја не искова, без мака се песма не испева. Ами тешко беше претешко, ако не беше тешко, секој ќе напиши. Ама јас реков, срамота е да остам на средпат книгава. И терав потака, ево дојдов до крајот. А иначе, ко беше све готова книгава, син ми рече, сега мајко ќе напишиш за третата генерација, за оние малите дечина. Ајде со телефони да опитвам, зашто јас од кај ќе знам как се викет, што се викет, макар што
Ипак си контактирала, не можеш ти со толку души да контактираш, например, Анастас, брат му на дедо ми, од нели Анастас и овај Наум беа тројца и Ристо. Анастас имаше 10 деца. Еден ден седна овде внук ми Стефан, ќе ги куцат. Јас му диктирам, ајде покуцај малу, те молам. И куцат. И јас му кажвам Марица, за Ангеле, за Љубе, за Ристе, за овој. Бабо, ти некоја грешка имаш, шо се овие околу луѓе? Абре, не е грешка, Анастас имаше 10 деца. И така. Ако дојде време за сликите, јас не се мешав. Син ми рече, мамо, книгава без слики ништо не ти е. Најди ги, му реков, оди барај слики. И тој се ангажира целосно. Аме чудна работа, 3-4 пати да му се јавиш, да ти даве слика. Да не ми ја вратиш, ама мене не ми требит, му велит, ке преслика, ми ќе ви ја дам. Ама ај добро се стори и то. Некој па шо не дадоја, сега се пишманет, ама не влегле во книгава, готово. Тие се работите, шо да ти кажам. Запишувањето е спас од заборавот. Ето, тоа е најважно. До напазар да оиш, ако не запишиш, ке забореш. Ето, тоа е. И јас, како што си зборвам вака, така си пишував. Како рекол Вук Караджич, пишувај како што зборуваш, а читај како што е написано. Денес по широкото семејство на Јонче и Ленка Мишеви брои 122 потомци. Господја Вера Митеска на своите роднини членови од фамилијата Мишеви им испраќа топла порака. А на моите мишевци им оставам порака. Љубите се, не карајте се, множите се, не делите се. Па сега колку ќе издржат, не знам. Вера не го крие задоволството од она што го ставила како запис за фамилијата Мишеви. Многу сум задоволна, да ти кажам. И вака што ми се јавуваат сите, леле каква книга си напишала, леле. И ми викат неколку, ми рекоа, се гордеам со тебе, што ми беше пријателка, да знаеш. Добро, ама секој од книга не се разбират. Книга давам на некој што се разбират од книга. А не, дали прочита, и видов сликите. Па добро, и тоа е. Аме 70 души имавме. Таква убава промоција што направивме, и промоторот многу ми беше добар, овај Димитрија Пандев. И не му се бенди са книгата. Вели, пишеле некој други за Охрид, ама вака немет напишано како тебе. Зашто све што се случило, убо, не убо, имам пишувано тука. Стриковците кои ни умираја, тоа беше трагедија во куќата. Баба ми изгуби пред да умри таја 4 синови. Тога сум плачела, кој ќе пишев. Сите да излезет од дома и јас користи го моментот ке седнам за тоа да пишам и плачам. Охриѓанката Вера Митеска денес навлезена во третото животно доба, со својот ентузијазам и доказ дека никогаш не е доцна да се реализираат зацртаните планови. Оваа мудра жена на страниците на охридската фамилија Мишеви ја сочувала семејната историја за идните генерации, а во трајно наследство ги остава традицијата и обичаите од некогашен Охрид, кои полека се менуваат и исчезнуваат под налетот на новото време. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени браја и тога пропадна најкодна.
Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.